Затворено од пазарна инспекција. Ова стои на вратата на ланци на маркети во Скопје и Струга. Државниот пазарен инспекторат стави клуч на врата на 5 маркети во овие градови, а казнети се уште 2 во Кичево. Мерките се преземени оти маркетите не ја почитувале владината одлука за гарантирана цена, но имало и прекршувања на останати законски прописи со што потрошувачите биле донесени во заблуда. Покрај пломбата од пазарен инспекторат треба да платат и казна во вкупен износ од над 4 милиони денари. Прекршоци по одлуката за мерките на владата за намалување на прехранбените производи од 25 категории над 1000 производи, каде што треба да стои точно видлива ознака гарантирана цена. Значи имаше случаеви каде што не стои точно гарантирана цена, а е намален производ, но имаше случаеви каде што стои гарантирана цена, не е намален производ или пак стои продукт и цена гарантирана цена кој што не е опфатен во мерките на владата, а истиот не е намален, со што се доведува до заблуда потрошувачот и граѓанинот на оваа држава. Мерката гарантирана цена владата ја донесе минатата недела, маркетите имаа 5 дена да се прилагодат за нови цени. Директорот на пазарен инспекторат најави дополнителни засилени контроли од утре, а убедува дека компромис немало да има за никого. Подобро е само иницијативно во понеделник да си ги затворат објектите, да си ги средат сите овие работи, па да ги отворат, бидејќи поспротивно ќе постапуваме и со казни, а доколку видиме и нечесни трговски практики, ќе постапуваме и со затварање. Затварањето е од 3 до 30 дена, но како што напоменав, не би сакал да бидат подолго од 5 дена, бидејќи имаме и свежи продукти. Ова нека биде една опомена и апел да се средат, но стојам позади тоа дека компромис нема да има. Трговците има обврска да ги намалат цените за најмалку 10% од онаа цена што била на 1 август. Ова важи за 25 категории на производи, односно над 800 производи. Мерката е донесена откако цените стигнаа до плафон, а дел од експертската јавност предупреди дека е само популистичка и нема да придонесе за намалување на инфлацијата.